Мери, учествувате на 59-та Минхенска безбедносна конференција. Фокусот е преструктурирање на светската безбедност по руската агресија врз Украина. Кои се вашите очекувања од оваа средба на високо ниво во сферата на безбедност? Најпрво на Минхенската конференција доаѓа во еден исклучително значаен момент и како што самите кажете во вашето прашање, една од клучните теми ќе биде безбедноста во Европа и тоа во светло на војната која што се води во Украина. Ние овде имаме навистина многу јасен став во однос на нашата надворешна политика и во однос на тоа дека не постои алтернатива на меѓународната соработка во однос на клучните безбедносни прашања. Северна Македонија е земја која учествува во мирновите мисии на НАТО, меѓутоа и на Обединетите нации, и истовремено ние сме земја која што претседава со ОПСЕ и како што кажува и мотото на нашето претседателство, тоа е дека сме свртени кон луѓето и кон заштитата на сигурноста и безбедноста на луѓето. Тоа се гледа и од нашите приоритети, каде што клучен приоритет е Украина, меѓутоа и сите други области во кои што постои потреба за унапредување на мирот и безбедноста. Истовремено, јас ќе бидам дел и од панелот кој што се однесува на безбедноста на Западен Балкан и таму ќе разговараме токму за најзначајните теми, а тоа е енергетската безбедност, потоа сајбер безбедноста, заштитата од хакерски напади, како и унапредување на меѓународната соработка се со цел и на регионалната соработка се со цел обезбедување на што поголема заштита и на нашите држави и на нашите граѓани. Предвидени ли се посебни средби со лидери од регионот за зајакнување на безбедноста токму на регионот на Западен Балкан, бидејќи тука колку што видов се Радев, Мицотакис, Вучич, Рама? Првата средба е со претседателот на Србија Вучич, бидејќи навистина постои регионален предизвик кој што го надминуваат заедно Србија и Косово, заедно со посредништвото на Европската унија и на Соединетите американски држави. Има многу значајна средба со премиерката на Естонија, бидејќи заедно со нив работиме на дигитализацијата во државата, особено на воведувањето на електронски ID, кој што проект веќе започна кај нас и каде што клучни консултанти ни се од Естонија како една од најнапредните држави. И има низа други средби со премиери и претседатели на други држави на кои што ќе разговараме токму на овие средби, на овие теми. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.